Денес намерно не ги носам контактните леки и ве гледам некако матно, а тоа ме подсетува на многу одамна една информација што ја кажуваше Никола Слимовски за тоа како ги учеле во Марушевец да држат проповеди и една, сега ќе слушате како ги учеле, една од инструкциите била, ако случајно имаат трема, да ги гледаат верниците во црквата, да ги замислуваат како да се куп зелки. Значи, ете тоа е инструкција. Човечка инструкција, се разбира. Јас со треми никојаш не сум имал проблем, а би сакал да нагласам дека денес, токму денес оваа сабота, сакам да бидете било што, само не зелки. Затоа што ќе зборуваме за една тема која што е посветена на 2 годишнини. Се сеќавате пред скоро месец дена, јас ја најавив која беше првата годишнина. Добро, зематосете она зашто ќе почнеме денес, значи 26. јули, 51-та годишнина од Скопскиот земјотрес. И јас би сакал малку да поразмислиме за него и како прво би сакал да прашам, значи веднаш стапувате во акција да докажете дека не сте зелки. Дека не ви се спие, туку дека верувам дека има што да кажете. Колко мине од вас бевте живи пред 51 година на денешен ден? Сега вие ме насмеавте. Добро. Колко мине од вас, значи, бевте родени и постоевте во овој свет пред 51 година? Колко мине од вас бевте во Скопје? Втора праша. Добро, дали некој од вас има желба да го каже своето искуство за тоа судбоносно утро? Значи, вие што бевте во Скопје тој ден. Да, Олгица, дојде до тука на катедрата, сними камера, сакам, и да зборуваш на микрофон. Да, каже го искуството во секој случај. Слободно ве охрабрувам и другите. На почетокот на проповета ви ја давам оваа прилика. Еве, браќи и сестри, зашто сум останала жива, а не сум била потрупана со голема можност и веројатност. Затоа што сум требала да служам на Бога. Многу се спасени, сигурно на тој ден не сум само ја, веројатно има голем број на луѓе што во тој ден се спасени. Меѓутоа, кој како го сватил тоа спасение и зошто е тоа така, секој има право на својата слободна совест да си го тумачи по своје. Видите, јас завршив 5-то оделение. Ја и Зоран сме иста генерација, се сеќаваш на поплавата, беше предходната година, нели, пред земјотресот. Така беше, нели, една година пред тоа, се сеќавам, значи добро се сеќавам на поплавата. Наредната година, значи летото дојде, не распуштија нормално, ја завршив 5-то оделение, се сеќавам. И некаде се приближуваше, значи овој 26. јули, отприлike негде меѓу 15 и 20. Мајка ми се сеќавам, бидејќи бев големка и памтам. Мајка ми, татко ми снимаше некој филм снимаа во Словенија, а моите родители имале уплатено стан во 13-та зграда. И мајка ми се сеќава ми велеше, дали рече да го чекаме татко ти да се врати во септември, вика, од ова, па да се уселиме, вика, во новиот стан, вика, или, вика, јас и ти, вика, да одиме на одмор без татко ти. И ја малечка, нормално не се не обрнува внимание, многу ми било важно што ми прошла. Мајка ми гласно си коментирала, ме разбирате, гласно коментирала со мене.
Меѓутоа, добро се сеќава, многу добро, дека, значи, 26. јулија, кој е утре, значи, мајка ми доваѓа на 24. јули, значи, тоа било и ми вели изненадно, а вика, оле, ја извадив карта, сине рече, за 25. јули, ќе одиме во Крушево, кога ќе се вратиме од одмор, татко ти ќе се врати, тогаш ќе се селиме. И јас добро се сеќавам дека отидовме са Бајле, знам, на железничка станица, памтам сигурно сега колку било, не знам, дали било 6,5, дали 7,5, веројатно рано патувала, предпоставувам дека рано патувавме. Отидовме во Крушево, ние редовно секоја година одевме кај едни наши стални пријатели во Крушево и се сеќавам, само добро се сеќавам дека се разбудив, значи ако бил 5:17, значи која било, јас рипнав од постелата и реков земјотрес. Се разбудив, убаво, многу убаво се сеќавам на таа слика и мајка ми изрипавме сите, отимаше во куќата гости, нели? И јас само реков земјотрес, само мајка ми се сеќавам дека ми праша од каде знаеш дека е земјотрес. И вели, па вика, мамо, се тресе целата земја, и то добро се осети во Крушево. Нормално, после 2-3 сата, соопштија веќе, нели, кажа која трагедија се случила во Скопје. И сега едно интересно, само да ви кажа, мајка ми долго време го раскажуваше, а кога се вративме, јас бев една година во Штип, таму учев, 6 оделение таму го поминав, во Штип, после ме донеса во 7 оделение, веќе која беа изградени бараките овде готови, ме повлекоа во Скопје. А меѓутоа се сеќавам дека кога дојдов во Скопје, не и кога дојдов, мајка ми доваѓаше нормално и татко ми во Штип доваѓа, ми кажа дека зградата во која што сме уплатиле во 13-та зграда паднала цела и дека имало, мислам, дали околу 150 жртви или така нешто, не го знам точно дали беа 156 или 148 ли е, дека најголемата трагедија се случила во 13-та зграда. Не знам, се сеќавам нешто зборя, дали им ги враќале парите, тоа учеството што го давале, не се сеќам, тоа не е битна работа. Меѓутоа, мајка ми тоа долго го раскажуваше, значи долго го раскажуваше, како во тој ден, на 25. јули, нешто ја терало, она беше биолог, хемичар беше мојата мајка, беше атеиста, многу ми е жал за тоа. Меѓутоа, Божи план е, не знаеме каков е Божиот план за моите родители, меѓутоа она раскажуваше, долго го раскажуваше тоа, како на 25. јули, тоа стално го повторуваше, ја го слушав, нешто ја натерало да извади карти за Крушево. Не можеше да го објасни, веројатно го објаснуваше пат на интуиција, не знам, нивни научни, знаете, биолошки тие некои предпоставки. Меѓутоа, никако не можеше да го објасни како повозрасна, кога веќе ја запозна вистината, овде кога дојдов и кажував дека тоа не е случајно и дека тоа Бог имал план за спасение, да го спаси семејството од овакво, од несреќа. И еве, видите дека ништо не е случајно, нема случајности, случајност, све е со план. Таков прецизен план. Замислите да една мајка која што е, не рече мај сега безбожни, која што не верува во Бога, оти беше крута атеиста, замислите, она вели дека нешто ја терало да купи карти за 25, а за не за 26. Видите како Бог има моќ, сила, и безбожникот да го увери во нешто, ама сега на наша совест е дали ќе признаеме што е тоа, дали е Бог или е нешто друго. Јас му благодарам на Бога, што не само од това, јас сум била спасена и од друга, како малечка сум се задавила, како дете со залак, мајка ми кажуваше, значи сатаната се обидувал многу пати да ме уништи, меѓутоа како и сите нас, што ја раскажуваме вистината, меѓутоа да му благодариме што не води така успешно милиони, милиарди луѓе ги водел низ нивната историја, низ целокупнава историја, па да му благодариме што и нас не води вака, што сме живи, што можеме да го славиме, што имаме можност со сите наши способности да го славиме, да го фалиме нашиот Бог и да раскажуваме и на другите и да ги доведеме кон спасение. Јас му благодарам, амин. Благодарам, сестра Оле. Ова е едно интересно искуство за тоа како си била спасена да не се вселите во зградата која што имаше многу жртви.
Благодарам. Јас би охрабрил некој друг да излезе на ова место и да ни ја долови од негов агол таа сцена на која што самиот или самата биле сведок. Дали некој друг би сакал да посведочи како го доживел скопскиот земјотрес? Ацо, Ибрахим? Ибрахим, тај сакаш? Да, повели дојди тука. Воедно, додека беше отсутен, брат Рајче те поздрави јавно, па ја само го повторувам тоа, кога си тука. Повели. Овој ден, што го памтам, а и осеќам дека ми се јежи снагата. Како што рече сестрава, јас бев 5 одделение завршено. Не пожелувам на ниједна држава да биде тоа. Са баѓето, јас сум живеел во Мална Станица, во печатницата Нова Македонија. Тука имаше едно мало роми, 20 на куки, а до нас имаше една зграда, голема официрска зграда. Тоа утро, кога бидна земјотрес, јас бев покриен со рушевина, а мајка ми не беше со нас, татко ми се разбил со од нејзе, ја имав макеја. Ние бевме 4 деца со татко ми. Сите ги најдува, мене не можеа да ме најдат. И некако, а ја мислев дека сонувам нешто се бомбардирало. Тоа голема прашина беше, гради само паѓаат, страхотија голема беше. Ја мало дете, 6 години, 7 години, 11 години бев така, 11 години. И некако ме пронашол татко ми. Ама некако татко ми рече, вика, дека си бил ти удрен, вика. Па, тогаш не беле големи куки, биле со на керпичи, ама имаше и големи гредеви, една друга, бев затрупен во таа. Имавме две соби. Јас бев со моите сестри во едната друга соба, а татко ми беше во другата соба со макеја ми. И макеја ми, замислите, она почна да си ги бара своите уници од сестри. И татко ми не знаеше што да прави, и сите ги извади, и мене на крај ми извади. И кога станав, што да гледам рушевини, ние не знаевме што значи земјотрес. Не сме имали во моќ да видиме што е земјотрес. Замислите, кога искочивме од авлијата, бевме во паркот. Тука имавме еден парк, тука имаше една дрвара. И тоа утро бевме така разголени, малко, што најде татко ми некој кебиња, се покривме. И замислите, фала му на Бога, што армијата, тогаш беше југословенска, многу помогна. И тој ден не можем да го заборавам, а и овој ден го посакувам да биде се убаво, зашто многу е тешко да си под бетони или под цигли. Знам, мало дете бев, многу гледав, со скршени раце, со нозе. И таа жал не можам да ви ја кажам, зашто јас сум го доживеал тоа. Многу сум захвален на Бога, што еве денеска сум покрај вас и ова мало искуство да го кажам, али сето тоа Бог си знае, али во денешното време ние читаме Библијата дека ќе има земјотреси и не пожелувам ова на никој да му се случи. Фала ви на сите што ќе го слушнете ова искуство и благодарам на сите вас. Фала, брате. Благодарам, брат Ибраим. Дали уште некој би сакал да ги евоцира своите спомени од тоа утро? Од вас кои што бевте во Скопје. Би ви дал простор уште на некој? Никој не крива рака? Перса? Он кажуваше дека служби војска во Скопје баш во време на
Ima mnogo problema sa jedan kapetan po svojoj zgradi, neki беше centar povednik, и каже дека тоа утро војската се тоа станувала од 5 сати. Тоа утро он беше во касарна и беше зриче, патро. Кога се случило земјотресот. И сите војници од неговата касарна останала живи. Но капетанот, кој живеал во некоја зграда, и тој останал жив, и каже така по пиджами трчал до касарна да види што е со неговите војници. Кога стигнал во касарна, веднаш прашал, дали сте сите живи? Сите му дошло од земјите од некој дали сте сите војници живи? Му рече на еден војник, донеси ми столче. Седнал на столче и оти му дале рапортите дека сите војници живи. Onda kapetano reče, hvala mu na Boga. A Pavlo koji беше do него reče, druži kapetane, od koga vi počnete da verujete u Boga? Ne li se ne maltretirate дека нема Бог? To je stvarno takovo pamćenje i zato se izvinuvam. Kako je danas da mi to kaže? Pravo беше негово искуство, се ми покаже pre nas doma, kога беше naš. Благодарам. Блажо? Сакаш да кажеш лично искуство? Да, дојди тук. Ке му дадеме збор уште на Блажо. Колко ти, 5 годишен, колко беше тој? Памтиш? Толку бил силен земјотресот да го памти и 5 годишно дете. Се сеќавам и на поплавата која беше. Таа беше година дена пред тоа. Само вие кажувате некои искуства што не сте биле тука. Јас живеев тогаш во Стара Нова Бања. Тоа е на местото на филолошкиот факултет сега. Кога гледам филолошкиот факултет, ми изгледа како таа нашата стара куќа тогаш, толку големо. Таа филолошкиот факултет е на нашето двориште тамо, на таа старата турска куќа. У Стара Нова Бања тамо. Така се викаше на тоа местото. Кога задрма земјотресот, се слушна еден туп звук, едно боботење, само така нешто, и као сите рипнавме на нога. Тука бевме јас, сестра ми, тетка една помлада, најмлада ставаше во Австралија. Баба ми беше парализирана и настана еден хаос, вик. Тетка ми викна, мамо, кај си, што си? Прашина се осеќа една, бобото трае, рипна она, уствари ја бутна вратата, беше закочена на врата од другата соба, сеќа, и списка нешто, и ние деца притрчавме. Мислам дека еден браточет беше тука, само не се сеќам кој сега. Дали он дорипа од негде, од другата, имавме до другата куќа до нас беа некои роднини на дедом или на баба ми. И она списка и да видиме што е, и еден кревет беше целиот згмечен, као нацртан филм, еден зид од 30-40 санти има камен, најверојатно моите го преградувале за да се добие некоја соба плюс, а иначе турската куќа издржа се. Али тој зид не издржа, тој еден бобот што се слушна, беше паѓањето на зидот директно на креветот. Тука спиеле вујко ми и татко ми, валјда, и заедно одеа на работа, али они отишле пред 5 саат. Хаосот настана кога тетка ми ја грабна баба ми парализирано в раце и почна да бара место од кај да излезе. Вратата беше напола така као скршена ова на дворешната и она проба нешто и не можеше да отвори. И виде дека на прозорот шипките, имаше 4 шипки и двете средни беа вака направија меф некој како отвор. И некако ја буташе баба ми низ отворот, да излезе, и мене ми рече нешто као излези, префати таму, префанија баба ти, излегов, ја се протнав, надвор, ја прифатив малце она за нозете, па некако она се мушна, ја зема у раци и почна да бега. Ја земав сестра ми, тој братучет ми, дека таа стара турска куќа, огромни зидови, се тресат некако, пенџерињата се тресе, пукне едно пенџере,
а имаше меѓу куќата и зидот соседен, имаше метар и нешто. Зидот висок беше, оној нели со стреичка, камен зид со стреичка, висок зид од 2 метра и нешто, за да не се гледа комшијата, нели така турците правеле порано, нели, тие такви прегради зидови. Тетка ми трча, тоа е околу едно 15 метра од влезот на куќата, трча поред зидот, се слуша тој тап звук некако бу, нешто, се мислиш као нешто на глава ти паѓа. И трча поред зидот, и ние како деца не прати една трага од зидот. Така као поголема се руши едно парче од малтерот, тој кало она, и иде како трага, како некоја змија да шета по зидот. Ние викаме, ќе ја претрчаме ли падна зидот, знаеш, се слуша од позади веќе паѓање на керамидата, не она. Кој излегот му дворот, прва работа, сонце. Сонцето таму, ова беше усенка нешто таму, влезот не сеќам. Сонцето се гледа и дуњата се клати, имаше на дуња и вака игра дуњата. Плеше нешто така у дворот. Таму веќе беа собрани некои наши од тие од роднините. Писка, вика дома ли, овој дома ли, оној, сите констатира дека сите излегле на работа, тој што идеше порано на работа, сега деца спијат до 8-9 пидат. Ништо не гледат од денот. Ова веќе беше денот одминат, се вика, луѓето беа на работа. И у дворот веќе Вујко ми татко ми работи у Ванила, ми се чини, или Вујко ми. Он веќе со тамчето, место да го носи бурек од не знам каде, со тамче, пуно бурек, у средина на двор и тука одмим дели, не се плашите, тука имам на лапачка, пијачка, нека се руши околу нас. И сега голем двор, куќата се тресе, он кажува дека, сестрологите што збои дека некоја зграда паднала, ние го видовме земјотресот тука, у куќата. И сега дворот, тој огромен двор, и со другиот сосед имам исто висок зид турски, и се слуша тој татнеш, на боботење, и паѓа зидот, само прави некако чудно, некако туп звук, нема звук нешто као кој ќе се скрши пенџер или не знам, или кој ќе тресне нешто на бетон или на патос негова, кој се руши тап боботење едно страшно, еден таков зид го гледаш со неголем тресок, со неголема гласност некоја, него се руши некако тапо, а се руши огромно нешто. Сега не знам како се рушиле зградите, не ги видовме. И тука не собра Вујко ми у комбето од ванилото, од бурекот и джада за струмици. И толку видов јас од земјотреса. После кога се вративме, мал се ја приправија куќата, седја, знам дека ние отидовме у шатор, земјотресот, мислам, така го прежива, 6 месец останав у шатор, у сред парк, тука кај што е фонтаната, према тие бараките тука што се има позади бараките има на улица, тука беа шатори, ја не знам дали се сеќавате вие некој. 6 месеци у шатор, тука тоа беше еден хаос, една беда, и ја како дете се сеќам како се моча на завесата од комшијата и пуно деца, и нема кај да одиш, навечер, оно, намо си бркат работа, сите. Но издржавме и после тоа го видовме Скопје како се чисти, како се работат некои нешта. Татко им беше после у таа градинска организација, па ни дадоа смештај таму, на местото на технолошкиот факултет имаше бараки и така. И тоа е она што ја како дете го видов. Благодарам. Верувам дека кога би имало време, мнози не би имале што да кажат од сите вас преживеаните тој ден. Значи, пак имаше смисла моето прашање, колку од вас бевте живи, преживеани. Оние што загинеа не може да ни кажат. Меѓутоа, би сакал да размислуваме малку за, особено откако ги чувме овие мал дел искуства во врска со овој настан. Знаете, Скопје не се споменува никаде во Библијата, бидејќи како град не ни постоел се уште во библиски времења. Но ако прашам дали се споменува некаде во пророштвата, во библиските пророштва,
сигурно можеме да одговориме со да. Библиските пророќства, знаете, зборуваат за личности, за места, за настани кои што не мора, бидејќи се пророќства за иднината, не мора да се споменуваат по име. Така ни Скопје не мора да се споменува по име, меѓутоа како Господ го споменува. Да отвориме во Евангелието според Матеј, 24 глава. Знаеме, земјотресите се наведени како еден од знаците на времето. Меѓутоа, тоа не е поентата на оваа проповед. Но само да го споменеме. Откако Господ по предупредувањето за лажни Христоси и лажни пророци ги најавил војните и гласовите за војни, а дискусијата за 100 годишнината од Првата светска војна, како што ја најавив пред месец дена, ќе остане за следната сабота, за Илинден. Значи, гласови, војни и гласови, повици за војни, ќе се крene народ против народ и царство против царство, на разни места ќе има што? Глад, помор и потреси. Под овие разни места, значи се подразбира и Скопје. Но сето тоа, внимавајте, е почеток на страдањата. Значи, можеме да кажеме дека времето пред нешто повеќе од половина век, што туку завршени за некаде 2 децении Втората светска војна, и од тогаш наваму секоја година има војна некаде во светот, немало ниту една мирна година од Втората светска војна наваму. Се сеќавам на еден стар податок кој што современо го кажувавме тука, дека само во 20. век се имаат случајно повеќе земјотреси од целата претходна човечка историја, од сите векови заедно. Многу интересно. И сето тоа забележуваме дека се интензивира со текот на времето, така што денес, дали живееме во времето на овие знаци што ги прочитавме? Јас би рекол многу понапред од тоа, бидејќи Господ тоа време го нарекол почеток на страдањата. Ние некаде за последниве 10 години влеговме во една нова пророчка фаза, што се однесува до знаците за крајот на светот. А која е таа фаза? Значи, ако тоа било почеток на страдањата, кои знаци Христос ги споменува на крајот од својот пророчки говор? Да го повториме и тоа. Значи, во Матеј 24 глава, 29 стих, да го прочитаме. И веднаш помаките на тие дни, сонцето ќе потемни, и месечината нема да ја дава својата светлина. И звезди ќе паѓаат од небото, и силите небесни ќе се разнишаат. Дали се уште живееме во вакво време? Се разбира, имало помрачување на сонцето во минатото. Имало пагање на звезди во минатото. Меѓутоа, јас верувам дека овие зборови се кажани за нешто што по светските војни, значи, треба да се случи на самиот крај од историјата на овој свет. Под силите небесни ќе се разнишаат, можеме да подразбираме редица настани кои што веќе се случиле, судари на комети и астероиди со некои од планетите на нашиот сончев систем.
Се сеќаваме Лука во својата верзија на Христовиот пророчки говор ни зборува за бучавата на морските бранови, кои што кај луѓето на земјата создаваат страф од она што треба да го снајде светот, од очекувањето на идните настани. Пред 10 години, неполни 10 години, го имавме она големо разорно цунами во Индискиот океан. Од тогаш веќе сме влезени во таа завршна фаза на последните знаци за второто Христово доаѓање. Пред 3 години го имавме цунамито и во Јапонија, кое што и едното и другото се предизвикани од земјотрес. Веројатно овие настани се повеќе и повеќе, како што не информира и духот на пророштвото, ќе се множат во овие последни денови. Еден ден ќе ни стане навика да слушнеме на вести и воопшто да не вознемери, дека вамо или онаму загинале половина милион луѓе од некој земјотрес или од некој цунами или од некоја друга голема катастрофа. Јас се сеќавам кога во Македонија, не беше тоа одамна, при крајот на минатиот век, информација за само еден убиен војник или еден убиен граѓанин представуваше тревога кај сите слушатели, кај сите гледачи, кај цела нација. После војната 2001 година ние сме навикнати да слушаме за убиства и во нашите населби, и во нашиот град. И едноставно тоа како повеќе да не растревожува. Гледате што се случува во Израел, во Палестина, во Газа, и тоа повеќе не растревожува. Што се случува во Украина, и тоа повеќе не растревожува. Во какво време живееме? Скопскиот земјотрес имаше некаде над 1000 жртви. Што е тоа во споредба со денешните жртви? Сега бројката скоро 1000 достигната е на загинатите во Газа, меѓу кои многу жени и деца. Секи кулминира кон оној страшен и најголем земјотрес што ќе се случи според откровението. Во времето на големите зла, на 7 последни зла. Толку силен земјотрес што островите ќе пропаднат, ќе бидат потопени. Кој од нас ќе живее во тоа време? Тоа не е битно. Битно е во каква духовна состојба ќе заминеме во гроб, ако треба таму да заминеме, или во каква духовна состојба ќе не снајдат овие големи зла, ако Господ посакал ние да бидеме живи во тоа време. Да се позанимаваме со едно друго прашање. Скопскиот земјотрес има една карактеристична сличност со некои библиски предупредувања за последното време. Некој од вас веќе го споменавте самото време, самиот час на земјотресот. Рано взори, како што се сеќавам, 5:17, така беше. И некој од вас коментиравте дека во тоа време не се спиело дури и толку рано, туку се станувало и се работело. Како е денес со европското работно време? Дали во 5:17 се уште сме во кревет? Борче, знам дека не е. Да, во ред. Некои од нас имаат убава навика рано да стануваат и да започнуваат со молитва или со Божјото Слово. И тоа е пример кој што сите ние треба да го следиме. Меѓутоа, еве и повеќето луѓе кои што може би не биле верници, а не знам, не смеам да кажам дали биле или не биле, станувале наутро. Фала на Бога за сите вие кои што сте преживеале, особено искуството на брат Ибраим. Господ имал план со секој еден од вас, затоа преживеавте, не затоа што бевте поправедни од оние што загина.
Мнозина кои што загинаа ќе бидат спасени, затоа што Господ знаел дека ако преживеале, ќе отидува во греф и вечна смрт, во некоја непокајана состојба. А за онаа трета класа не сакам ни да зборувам, бидејќи не е наше да судиме. Во секој случај, за нас е сериозно предупредување дека како и во споменатиот Јов, одеднаш се може да пропадне во една минута. Таков беше и Скопскиот земјотрес. Што требале да прават израелците рано наутро во пустината? Секој ден. Да ја собираат маната. Кога? Не можеле ноќе да ја собираат пред да се гледа. Не можеле да собираат откако ќе изгрее сонцето, макар колку и да е тоа рано, туку во она светло помеѓу ноќта и изгреј сонце или взори. Тогаш требало да се работи. Да ги прочитаме уште еднаш зборовите на апостол Павле. Прво послание до Солуњаните. И првото хронолошки напишано послание во Новиот Завет, Прва Солуњаните, 5 глава, почнуваме да читаме од првиот стих. А за времењата и часовите, браќа, нема потреба да ви се пишува. Дали за нас има потреба да ни се пишува? За Солуњаните немало потреба. Тие многу се занимавале со пророштвата за второто Христово доаѓање, за крајот на светот. Дури до таму што некои од нив претерали и решиле воопшто да не работат, додека не дојде Христос. Па Павле во второто послание морал да ги укорува тие претерување. Па да им зборува за антихристот, за отпадот, односно дека сепак треба да се случат некои настани пред самиот крај. Не дека крајот не е близок, туку дека мора да се случат некои настани пред самиот крај. Но, тука е интересно што апостол Павле зборува за времењата и часовите. А знаеме дека во Христовиот пророчки говор, кога станува збор за знаците на крајот и второто Христово доаѓање, она што не ни е откриено е што? Времењата и часовите. Кога ќе дојде Христос? Кога ќе настапи крајот? Павле тука сака да ја насочи нашата мисла кон еден друг аспект. Значи, тој го споменува тоа, дека нам не ни се познати времењата и часовите, бидејќи вие самите многу добро знаете, денот Господов ќе дојде како крадец во ноќно време. Многу интересно. Кога ќе дојде Господ? Се сеќавате кога воскреснал Господ? Јован, 20 глава, 1 стих. Пред зори, ноќе. Што ќе биде кога ќе дојде Господ? Дење или ноќе? Ја познавате ли големата борба? Според овој стих, ќе биде ноќе. Што ќе правиме ние дење лие, ноќе лие? Третиот стих ни кажува, и додека уште велат мир и безбедност, тогаш ненадејно ќе ги снајде што? Пропаст. И не ќе може да избегнат
колку бргу може да не снајде пропаст? Колку бргу може да не снајде пропаст? Ненадејно. Ненадејно, во еден миг може да се случи голема катастрофа со нас, со нашето семејство, како со семејството на Јов, со нашиот град, со нашата земја, држава или можеби со целиот свет. Ненадејно. Но за колко ќе биде ненадејно сето тоа? За оние што велат мир и безбедност. Третиот стих дори вака вели, и додека уште велат, значи тие постојано проповедаат и велат мир и безбедност, и тогаш се уште ќе велат, кога ќе ги снајде ненадејно пропаст и не ќе можат да избегнат. Кои се тие кои што велат мир и безбедност? Тоа се оние христијани. Значи, тука станува збор за христијани и во двата случаја, како за мудрите, така и за лудите девојки од Христовата парабола. Но вие, браќа, не сте во темнина, ни кажува 4 стих. Значи, тие што велат мир и безбедност, се во што? Во темнина. Зошто Господ дозволува вакви неволји и катастрофи? Дори луѓето во последно време се повеќе и повеќе него го посочуваат како автор на истите. Прочитав во еден странски вестник пред 2 месеци дека големиот земјотрес во Турција, кој што испотепа еден куп рудари таму на едно место, дека Бог ги испотепал тие рудари. Така пишуваше во вестник. Како и да е. Зошто, еве да го поставиме поинаку прашањето, зошто Господ не ги спречува сите овие настави? Зошто не го спречил ни Скопскиот земјотрес во комунистичка Југославија? За да го привлече вниманието на луѓето кон кого? Кон себе. Се разбира, се исполнуваат пророштвата. Затоа што овој свет се повеќе и повеќе тоне во зло и грев и беззаконие, затоа што Божиот народ се повеќе тоне во грев, зло и беззаконие, што само катастрофи во нашиот живот можат да го скренат нашето внимание, за да повторно погледаме кон Господа. Но Павле пишува на Солуњаните дека тие не се во темнина, та денот да ги затече како крадец. А какви сме ние? Дали сме ние во темнина? Како нас ке не затече Господовиот ден? Бидејќи сите вие сте синови на светлината и синови на денот, ние не сме синови на ноќта, ниту на темнината. И сега вели и така, да не спиеме како и другите, значи да не сме во духовна темнина, туку да бидеме будни и трезни. Зашто оние што спијат, ноќе спијат, и оние што се опиваат, ноќе се опиваат. Земајќи ова паралела од реалниот живот на луѓето, каде што луѓето се опиваат ноќе, а и луѓето што спијат, што не лумпуваат преку цела ноќ, спијат ноќе. Сето тоа преведено на духовен јазик, ако сме во духовна темнина, или спиеме, а внимавајте, и мудрите девојки заспале. А пострашно, или сме опиени, зашеметени, како лудите девојки. Која е подобра духовна состојба? Која и да е, најдобра е да се биде буден и трезен, како што прочитавме погоре. Ние пак, како синови на денот, да бидеме трезни и облечени во оклопот на верата,
и љубовта и шлемот на надежта за спасение. Зашто Бог не определи не за гнев, туку да добиеме спасение преку нашиот Господ Исус Христос, кој умре за нас, та ние да живееме заедно со Него, било кога сме будни или кога спиеме. Поради тоа, утешувајте се меѓу себе и надградувајте се еден со друг, онака како што и вие правите. Да го послушаме и ние овој совет на апостол Павле за овие денови во кои што денес живееме, полни со искушенија, грев, разочарувања, неволи, со земски грижи со кои што сме сите оптоварени. И да се подсетиме уште еднаш дека овој ден, овој саботен ден е можеби последниот ден од нашиот живот, бидејќи и днината на никого од нас не ни е загарантирана. Освен ако сме верни и послушни на Господа, може да ни биде загарантиран само вечниот живот и првото воскресение. Нека му е фала и слава вечно. Амин.